Првата линија во борбата против ракот на грлото на матката веќе 7 година е бесплатниот ПАП тест за сите жени меѓу 24 и 60 години, но за целиот период од како се спроведува организираниот скрининг, ниту 1/3 од жените не се офатени со оваа програма. Близу половина од жените воопшто не добиле покана за бесплатен преглед од банална причина – немаат избрано матичен гинеколог. Реков одам кај докторот да види резултатот. Многу си чекала ме вика. Бе докторе, немав никакви проблеми, никакви симптоми. Од почетокот на деценијава расте бројот на починати од рак на грлото на матката, зошто и по 7 години тешко заживува програмата Што живот значи. Нашата соговорничка има повеќе од 60 години. Се согласи да зборува само анонимно за тема која засега половина од населението во земјава. Преживеала напредна фаза на рак на грлото на матката, откако 25 години не чувствувала потреба да оди на гинеколог. И ги чекав резултативе, после пак отидов во гинекологија, ги носев резултативе, вика нема операција. Тоа ти ми даде за онкологија. Терапија одма, под хитно све, прво тетовирање, кај треба да се здрачам, па ајде отидов таму инфузит примав, терапија, па здрачање. Многу жени ја немаат среќата да ја преживеат болеста кога е во одмината фаза, но сите имаат право на бесплатен ПАП тест еднаш во 3 години, кој открива ризик од појавување на болеста. Невладината организација ЕСЕ неодамна пресмета дека бесплатниот тест го искористиле само 28% од жените, и тоа не за 3, туку за 5 годишен период. Многу матични гинеколози изјавуваат дека адресите на жените кои што ги имаат не се реалните места на живење на жените, така да голем процент од жените не ги добиваат поканите. Недостигот на здравствена едукација и информација до жените влијае врз тоа одреден процент на жените, иако ја добијат поканата, да не се јават на преглед. Во развиените европски земји опфатот на превентивните програми е околу 75%, па не се изненадување и разликите во смртноста. Пример 2014 стапката на смртност е 4,1 на 100.000 жени, што е значително повисоко во однос на претходните години и значително повисоко во однос на просекот на стапката на смртност кој што е важи во земјите на Европската унија. Анализата на ЕСЕ покажува абсурдна ситуација. Од 2008 до 2011 година опаѓа бројот на смртни случаи од рак на грлото на матката во земјава. По воведувањето на програмата во 2012 бројот на починати се искачува од вкупно 15 во целата земја во 2011 на 47 во 2016. Во 2017 година бројот на смртни случаи е вкупно 30, но рано е да се каже дали намалувањето е тренд или изолиран случај. Ние со години назад предлагаме Министерството преку Управата за електронско здравство да подготви софтвер, електронски софтвер, кој ќе овозможи полесно поканување и следење на тоа дали жените се јавиле на преглед, кој е исходот од направениот преглед, кој е резултатот, кој е наодот и како понатаму се спроведувало лекување и што е потребно да се направи понатаму за соодветен опфат на жените со програмата за скрининг. Планирањето и буџетирањето на програмата за рано откривање на ракот на грлото на матката е во надлежност на Министерството за здравство. Организираниот скрининг на рак на грлото на матката е една од компонентите од Националната програма за рана детекција на малигни заболувања, во која што се вклучени 5 различни скрининзи. Вкупниот износ на програмата во просек на годишно ниво изнесува околу 23,5 милиони денари, а 9,3 милиони денари се користат само за скринингот на рак на грлото на матката, или 39% од вкупниот буџет на програмата. Ако се одземат парите за исплата на стари долгови, лани државата одвоила околу 140.000 евра или 8,65 милиони денари за сите активности поврзани со тестирањето за рак на грлото на матката. Годинава сумата е помала, предвидени се вкупно 125.000 евра или 7,75 милиони денари. Зошто има помалку пари годинава за скрининг на рак на грлото на матката, беше едно од прашањата што ги поставивме до Министерството за здравство, откако ја одбија поканата за интервју. Одговорија дека е задржан ланскиот вкупен буџет за програмата за рана детекција на малигни заболувања и дека е возможна внатрешна прераспределба ако затреба.
Од Министерството признаваат дека уфатот на жени што добиваат покана за бесплатен преглед е незадоволителен, но и дека е мало одзивот и кај поканетите. Според центрите за јавно здравје, вкупниот број жени кои примиле покани во 2018 година изнесува 46.438, додека 17.477 од нив не се јавиле на преглед, што представува голем процент или 38%. Најголем процент на жени кои примиле покана а не се јавиле на преглед се бележи во Тетово, Гостивар и Скопје. Таму каде што не помагаат кампањите за зголемување на свеста или пак нема доволно гинеколози, од здравство вела дека ќе интервенираат со програма за патронажна посета на гинеколози. А веќе се води стручна дебата и за тоа дека освен ПАП, скринингот треба да опфати и други тестирања. Жените над 30 години да паваат ХПВ тест како примарно и врз база на тоа да се одлучува понатаму што треба, зависно дали се тие позитивни на типот 16 и 18, на други високоризични или се негативни, а жените кои што се испод 30 години и девојките, значи треба да прават котестирање, значи да прават и ХПВ тест и Папа Николау тест. На крај, многу работи се сведуваат на свесноста за здравјето. Една од звездите на вчерашни новости, Маја Марковска, имала среќа навреме да го открие ракот на грлото на матката на систематски преглед, но не крие дека само парите ја спасиле да не биде загрозено и репродуктивното здравје. Кај нас во Македонија се уште протоколот за канцер на грло на матка е радикална хистеректомија, односно отстранување на цела матка и на цел репродуктивен систем. Мојот стадиум на канцер дозволуваше да имам делумично лапароскопско отстранување на грло и лимфни јазли, кое што пак ќе речам, јас имав среќа затоа што имав пари, можев да платам, за да можам да го добијам тој третман и тој вид на интервенција. Вели дека диагнозата и болеста ја направиле различен човек и апелира. Ако го учиш да ми е забиот, кој ќе му порасна заби, така го учиш дека треба да оди на гинеколог и треба да оди, ако е момче, да си прегледува репродуктивни органи еднаш во годината минимум, исто така, многу просто едноставно.